Председателот на САД Трамп е задоволен. Земјите од НАТО се согласија да ги зголемат трошоците за заедничката одбрана на 2% од БДП-то. На седницата ги нападна толку жестоко што беше побарано да се разговара за затворени врати и Украина и Грузија беа замолени да ја напуштат. Трамп дури во еден момент и се обратил на германската канцеларка со зборовите: "Ангела, навистина мора да направиш нешто по ова прашање." Кога се отворија вратите по состанокот, Трамп рече дека верува во НАТО и дека во моментов нема потреба да размислува да го напушти. Постигнавме огромен напредок. Најмалата проценка е дека повеќе земји, исклучувајќи ги САД, ги зголемуваат трошоците за одбрана од лани за 33 милиарди долари. Посветеноста на САД кон НАТО останува многу силна по одлуката за парите што се подготвени да ги вложат. По години опагање кога сојузниците кратеа милиарди, сега додаваат милиарди. Трендот беше надолен, а сега е нагорен. Откако председателот Трамп дојде на власт, европските сојузници и Канада додадоа 41 милиарда долари во одбраната и сите се согласија да ги зголемат трошоците значително. Во 2014 НАТО земјите се согласија да го зголемат трошењето за одбраната на 2% од БДП-то до 2024. Трамп сака тоа да биде побрзо и побара да се обврзат на најмалку 4%. Американскиот председател рече дека Столтенберг го пофалил што ги натерал другите земји да вложат повеќе во НАТО. Запрашан дали сега ќе твита поинаку за сојузниците кога ќе се врати во председателскиот авион, Трамп не пропушти да се пофали самиот. Тоа е за други луѓе. Јас сум доследен. Јас сум многу стабилен гений. По самитот, францускиот председател Макрон негираше дека е зголемена сегашната цел од 2% и порача дека Париз ќе остане на тие бројки. Германската канцеларка Меркел по вчерашните и денешните критики од Трамп дека и плаќа на Русија за газ наместо да вложува во својата одбрана, рече дека на состанокот сите присутни покажале посветеност кон НАТО.